Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Тежина во нозете, оток, ноќни грчеви. Ова може да бидат првите знаци за проширени вени. Зошто се јавуваат? Дали проблемот е наследен? Можат ли вените да се прошират од седење со прекрстени нозе или тоа е само мит? Колку може да помогнат компресивните чорапи и кога е време за интервенција? Денеска постојат модерни третмани со лазер и радиофреквенција, што се многу поразлични од класичната операција. Во емисијата ќе ги разјасниме најчестите митови, ќе ви ги предочиме вистините и најдобрите решенија за проширените вени на нозите. Разговараме со примариус доктор Игор Костов, субспецијалист по васкуларна хирургија. Останете на Телма. Кои се современите третмани како решение на проблемот со проширените вени на нозете? Ќе го прашаме примариус доктор Игор Костов, субспецијалист по васкуларна хирургија од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Докторе, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Благодарам на вашата покана, што сум денес пак со вас во Телма телевизија. Исто така голема благодарност и на гледачите на Телма што се присутни во нашата Телма амбуланта. Иако летото помина, сепак тегобите со вените не помина и амбулантата за васкуларна хирургија, каде се лечат овие пациенти, е се уште полна. Тоа е благодарение на тоа што ги пратиме современите трендови во лекувањето на венските заболувања и тоа го гледаат и пациентите, па редовно не посетуваат. Така. Докторе, повеќето сметаат дека проширени вени се оние сини линии што може да се забележат под нозете. Но дали е само тоа проблем? Што се всушност проширени вени? Тоа е кога гледам онај сртот на леденикот. А проблемот не е се само тие ситни, мали капилари што се присатни на ногата. Проблемот настанува заради попуштање на споевите на површните и длабоките вени. Ова болест, така наречена хронична венска инсуфициенција или попуштање, е болест која го прати човечкиот род. Тоа е последица на гравитацијата на човековото станување на двете нозе, зголемената физичка активност, зголемената телесна тежина, намалената физичка активност. Сите овие причини се оствари она што доведува до овие попуштени вени. Дали испуканите капилари може да преминат во попуштени, односно проширени вени? Се смета дека секоја година пациентите во стадиум на попуштени на капилари преаѓаат во еден степен на влошување на својата состојба. Така да рачунаме дека во еден период од 5, 6, 7 години пациентите со попуштени со капилари ќе дојдат до степен на попуштени вени. Тоа е еден нормален развој на ова болест и тоа доколку не се преземе нешто, не може да се спречи. Тоа значи ка секој пациент со испукани капилари ќе има проблеми со попуштени вени? Најчесто е така, бидејќи тоа е една патофизиологија која нормално следи ова заболување и тука не може да има некое големо влијание доколку не се преземат веќе лекување на болеста. Докторе, можеме да слушнеме дека ако мајката или пак бабата имале проширени вени, тој проблем ќе го имаме и ние. Колку е силно значењето на наследниот фактор на генетиката? Наследниот фактор е еден од најбитните фактори што се однесува до венските заболувања. Ова е за тоа што кај вените постои слабост на зидот, слабост на колагенот кои еластичните влакна што ја креираат зидот на вената, така да доколку вашите предци, родители, имале попуштени вени, постои голема веројатност дека и вие во вашиот живот ќе развиете ваква болест. Значи семејната историја е важна. Апсолутно. А што е со канцелариската работа, со оние луѓе кои што со часови седат на столче? Дали се тие во зголемен ризик да се соочат со еден ваков проблем со вените? Една од најголемите причини за појава на попуштени вени е недоволната физичка активност. Целодневното седење во одредена позиција, намалувањето на мускулатурата на нозете, на таа мускулна пумпа која е одговорна за пумпање на крвта назад во срцето,
доаѓа до зголемување на притисокот во венскиот систем, а со тоа доаѓа до попуштање на вените. Така да позицијата на целодневно седење, намалена физичка активност не работи во полза на луѓето што имаат попуштени вени. А што е со оние што имаат работа на ноза, кои што стојат во едно место долго време? Например, фризерки, продавачки, медицински сестри. Најголемите посетители на амбулантата за венска хирургија се пациентите што во ствари имаат таква работа како што е целодневно стоење. Бидејќи кај нив доаѓа до намалување на враќањето на крвта кон срцето, намалување на работа на венската пумпа и оптеретување на венскиот систем, што води до појава на попуштени вени. А што е со седењето со прекрстени нозе? Има убедување дека тоа доведува до проширени вени. Дали тоа точно или не точно? Седењето со прекрстени нозе ја прекинува физиолошкиот правец на вената и доводи до нејзино кинкување, виткање. Така да има вистина во тоа дека седењето со прекрстени нозе не делува благотворно на вените на нозете. Значи има делумна или целосна вистина во тоа? Делумна вистина, но подобро да не седите со прекрстени Така, нозе. подобро не се седи. А има ли вистина дека одредени спортови може да доведат до проширени вени или пак да го влошат проблемот? Например, трчање, фитнес, кривање, тегови во теретана? Сите спортови се позитивни за пациентите кои имаат попуштени вени, доколку пациентите носат еластични компресивни чорапи што ќе спречат да тие вени се прошират. Доколку пациентите што имаат предиспозиција да развијат попуштени вени, се занимаваат со спортови кои зголемуваат потребата на нозете да имаат зголемена прокрвеност, кај нив постои поголема веројатност дека ќе се развијат влошување на тие попуштени вени. Затоа, мојата препорака е овие пациенти да не прекинуваат со физичката активност, бидејќи така ја слабеат венската пумпа, туку да носат еластични и компресивни чорапи при своите секојдневни физички активности, а посебно при вежбањето. Значи, одредени спортови сами по себе не предизвикуваат појава на проширени вени? Спортовите, како што се дигање тежина, Добро. како што е притисок на стомачната мускулатура, доведуваат до зголемен притисок во венската крв на нозете. Така да има вистина во тоа дека кај спортистите што имаат зголемена напнување на абдоминалниот зид, на стомачниот зид, дека кај нив постои поголем ризик за развиток на попуштените вени. Жените за време на бременост обично се жалат, докторе, на вените. Што се случува во нивниот организам во тој животен период? Бременоста, иако е прекрасна работа, носи одредени ризици за појавата на попуштени вени. Тоа е прво заради притисокот на бебето, кој го врши врз венскиот систем на стомакот. Тоа се изразува на зголемување на притисокот и во вените на нозете, така да постои поголема можност во текот на бременоста, а и после тоа да дојде до попуштени вени. Исто така, за време на бременоста постои намалена физичка активност, што ја слабе венската пумпа. Задршката на течност за времето на бременоста исто така го влошува симптомите на попуштените вени во бременоста. А зголемената телесна тежина воопшто, дали таа може да представува притисок врз вените и да доведе до нивно слабење? Бидејќи се случува, поготово во последните години, да имаме еден зголемен тренд на зголемување на телесната тежина кај пациентите, секако ова влијае на овој фактор за влошување на состојбата кај пациентите со попуштени вени, бидејќи самата тежина ја зголемива притисокот во вените и таа венска пумпа послабо работи. Така да ризик фактор е зголемена тежина. Кога треба да се загрижиме? Дали кога постои само некоја естетска промена која што можевме пред малку да ја забележиме и на нашиот видеозид, или пак кога веќе ќе се јават некакви симптоми, тежина во нозете, оток, болка и слично? Дали лекарски преглед треба да се направи веднаш кога ќе се забележи некаква естетска промена? Или треба да се почека? Мој совет е секогаш кога мислите дека постои одреден проблем во вашето тело, да не чекате. Да одите во блиската флеболошка амбуланта,
каде што ќе се направи рутинско испитување на венскиот систем, што е колодоплер на долните на нозете, при кој наод во 100% сигурност ќе се утврди дали постои попуштање на вените. Така да, доколку сметате дека имате некој проблем, најдобро да се обратите кај стручен лекар кој може да види, да диагностицира кој е вашиот проблем и да преземе соодветно лекување. Ајде да проговориме малку за симптомите кои што може да ги дадат проширените вени. Многу луѓе се жалат дека навечер не може да си ги собојат чевлите, бидејќи нозете им се отечени. Дали отокот е првиот симптом на отечени вени или пак сепак тоа може да укажува и на некој друг проблем? Еден од првите симптоми на попуштените вени е отокот. Но сепак отоците на нозете може да бидат и симптоми на други болести. Затоа е многу битно овие болести да се диференцираат. Така. Посетата на вашиот доктор секако ќе помогне да се види дали проблемот се напреди во вашите вени или се работи за некој друго заболување. Секогаш кога постои оток на нозете, треба да се посомневаме дека постои попуштање на венскиот систем и за тоа постои колодоплерсонографијата, која ова ќе ни го докаже или отфрли. Може да нема никакви видливи промени на ногата, Апсолутно. а сепак да има попуштен венски систем? Да, може да постои, да нема промени видливи, а да постои оток. А овие манифестации да не бидат забележителни кај пациентот или он не ги забележува. Затоа посетата кај докторот ќе ги расчисти овие дилеми кај пациентот и ќе се види дали во ствари постои венско заболување. Некои пациенти исто така се жалат на, односно некои луѓе се жалат на грчеви во листот на ногата. Поврзано ли е тоа со попуштените вени или не? Постојат два типа на грчеви. Едни се тие артериски грчеви, кои настануваат заради намалување на протокот на крв во нозете и се јавуваат најчесто при физичка активност, при напор. Венските грчеви се јавуваат заради неможноста на организмот да ја врати крвта од нозете во телото. Доаѓа до заситување на нозете со тие распадни продукти и такво труење на крвта на некој начин. Тоа го манифестира со грчеви организмот. Така да многу е битно при посетата на вашиот лекар да се направи дистинкција меѓу овие две болести и да се види за каква болест се работи, артериска или венска болест. Грчевите се манифестираат на различен начин, на различно место на ногата? Изгледаат или... многу слично. Слично. И затоа потребно е да се направи едно испитување, најчесто со колодоплерот, и да се види дали се работи за артериско или венско заболување. Тежината во нозете е чест показател за овој проблем? Апсолутно. Пациентите најчесто прво доаѓаат и со тие тегоби, тежина во нозете, отоци, грчеви и најчесто не знаат што се случува со нив, бидејќи немаат некои видливи симптоми. Колодоплерот, како основна диагностичка алатка за ова заболување, ги расчистува тоа. Дали постои заболување на вените или неговите тегоби се од друга природа. Така да тежината е еден од симптомите на ова заболување. Тој преглед изгледа слично како ехо, така? Ехо на ногата? Колодоплерсонографијата го комбинира ехосонографскиот наод со звук, доплер и боја, која ја добиваме со протокот. Тој го спади на компјутерска симулација на движењето на крвта во нозете. Кои се можете компликации од проширените вени, од попуштените вени на нозете? Класификацијата на венските болести ја имаме од први до 6 степен. Обично првиот степен е степен во кој немаме значителни симптоми. До 6-тиот степен, во 6-тиот степен доаѓа до појава на отворена рана. Најголемата компликација и кога пациентите доаѓаат панично во амбулантата за васкуларна хирургија е појавата на отворена рана, бидејќи таа кај пациентите значи дека таа нога веќе не функционира како што треба и не изгледа добро. Така да точно
компликациите се јавуваат и тие компликации треба да се спречат со навремено доаѓање кај лекарот, бидејќи понатамошното појава на овие компликации бара потешки зафати за нивно лекување. Пред да настапат компликациите, кога пациентите чувствуваат тежина, отоци, непријатност во нозете, грчеви, што им советувате за улеснување на овие проблеми? Има ли нешто едноставно и брзо? Пациентите што имаат тој прв степен од венско заболување, од хронична венска болест, би требало да носат еластични компресивни чорапи, кои значително ќе им помогнат за враќање на крвта од нозете во телото. Тоа намала притисокот, таа венски притисок кој го доведува до нивните тегоби. Втора работа е намалување на телесната тежина. Докажано е дека намалувањето на телесната тежина го намалува степенот на венското попуштање. Исто така, физичката активност. Пациентите треба физички да бидат активни, редовно да посетуваат теретана или фитнес центри, каде што може да ја вежбаат таа мускулна пумпа на нозете, а со тоа и најповеќе самите да си помогнат. Така и ние издвоивме неколку совети кои што можеме да ги погледнеме, а дел од нив ќе ги искоментирате. Совети за здрави нозе и превенција од проширени вени. Можеме да погледнеме. Вели телопот, само да го погледнеме, движете се често, избегнувајте долго седење или стоење. Подигнете ги нозете кога одмарате, носете компресивни чорапи ако имате работа на нозе, бидете физички активни, пешачење, пливање, велосипед. Регулирајте телесната тежина, избегнувајте топла бања и директно изложување на сонце. Намалете внес на сол, пите повеќе течности. Носете удобни чевли и избегнувајте тесна облека. Докторе, веќе набројавме нешто од ова. Јас ќе започнам со првиот совет, да вели избегнувајте долго седење или стоење. Тоа го разгледавме на почеток на емисијата, но ќе ве прашам што е полошо за нозете и за проширените вени, за венскиот систем, стоењето или пак седењето? Обете се штетни, кога не е поврзано со вежбање на таа мускулна пумпа, активирање на мускулите на листот на ногата, обете работи се штетни. Колку шетање е минимално потребно? Има ли некоја временска рамка што им ја препорачувате на пациентите? Во сите препораки се препорачува, значи, да се шета 30 минути на ден. Као тоа е некоја нормална физичка активност која го намалува ризикот за појава на венски и васкуларни заболувања. А оние кои што веќе имаат проблем со венскиот систем, можат да шетаат без проблем? Пациентите, како што кажав, што имаат венски заболувања, тие не треба да се откажат од физичката активност, бидејќи вежбањето на мускулната пумпа кај нив е уште побитно, али вежбањето треба да биде со еластични компресивни чорапи. Така, доаѓаме сега до компресивните чорапи, има превентивни и терапевски компресивни чорапи. Се користат на различен начин, претпоставувам. Да. Можете ли да ни појасните? Постојат 3 степени на еластична компресија во третманот на хроничното венско попуштање. Првиот степен, тие познати превентивни чорапи, кои ни помагаат за имат одредена компресија, ни помагаат за влошување на состојбата кај пациенти од прв, втор степен на хронично венска попуштање. Степенот број 2 на компресија на овие чорапи има позначителна компресија. Тие служат за пациенти кои имаат веќе попуштени вени и пациенти кои постоперативно, после тие зафати што ги изведуваме, треба да продолжат одреден период да ги носат. Значи, степенот број 2 служи кај пациенти од втор до четврти степен. Кај пациентите кои влегуваат во 5 или 6 степен на отворена рана, кај хроничната венска болест, го користиме степенот на компресија 3. Овој степен на компресија има околу 30 милиметри на живен столб разбива и повеќе и помага за да се затвори раната. Така да тој степен на компресија е единствено куративен кај пациенти од 5 и 6 степен. А зошто се случува често пациентите да ги избегнуваат компресивните чорапи? Непријатни ли се за носење? Апсолутно. Пациентите одбиваат да носат чорапи затоа што не се пријатни за носење.
али мора да кажам дека пациентите што имаат ваква болест треба да навикнат да ги носат овие чорапи, а и пациентите што имаат предиспозиција да го развијат оваа болест треба да носат превентивни чорапи. Иако се неугодни за носење. Така има и мачки, женски превентивни чорапи? Мислам дека се Однос на естетиката е тоа? Да. Денес имате огромна понуда на чорапи, така да и еластичните чорапи повеќе не изгледат толку страшно. Имате понуда дури и еластични чорапи за спортисти. Најдобро интернетот служи за да проверите што е све ново во лекувањето на вените и каква понуда на еластични чорапи постои на пазарот. Така да за секој може да се најде нешто, дури и за најприбирливите. Дури за најприбирливите, и тоа е добро да се знае. А кога станува збор за превентивните чорапи, дали компресивни чорапи, дали треба да се користат за време на авионските летови, кога се патува подолго време и при тоа се седи? Апсолутно. Пациентите што имаат предиспозиција да развијат болести на нозете, поготово пациентите што имале досега некоја епизода на воспаление на вените или појава на тромбофлебит, овие пациенти што имаат попуштени вени, пациенти што имаат хроничен оток, би требало за време на авионските летови, посебно кај летови што се подолготрајни, да носат еластични компресивни чорапи. Затоа во поголемите што се овие авионски куќи, фирми, што организираат летови, поготово прекуокеански, во китот за пациентот, освен другите работи што ги нудат, постојат и еластични компресивни чорапи, да може пациентот сам да се ги аплицира. Бидејќи тоа е многу значително и го намалува морбидитетот за време на летот. Така да превентивно и самите авионски компании делуваат со ставањето на чорапите, еластичните чорапи во китот кој им следува на секој патник. Оние пациенти кои што имаат отоци на нозете по долготрена работа, целодневна, ќе биде ли корисно кога ги подигнат нозете додека одмараат? Да, бидејќи со подигање на нозете се намалува притисокот на венската крв во нозете. Исто така помага и хидравличната пнеуматска дренажа, која пациентите ја применуваат после долготрајната работа и стоење, она кога осеќаат дека нозете се врели, полни со крв, отечени. Таа пнеуматска дренажа помага да се испразни тие венски, тој наплив на крв од нозете и да се врати назад во телото. Тоа е некоја масажа? Што е тоа? Тоа е масажа кој изведува еден прост апарат што може да се купи новие мрежи за купување на интернет. Значи, таа е интермитентна хидравлична пнеуматска дренажа која е се популарна во живењето. Доктор, промената на исхраната со намален внес на сол, а с големен внес на овош и зеленчук, ќе даде некаква разлика, ќе направи разлика кај ова состојба? Задршката на течност е поголема кај пациентите што примат повеќе сол во исхраната. Така да здравата исхрана, грижата за своето тело, намалување на телесната тежина, во секој случај благопријатно делуваат на венскиот систем. Треба да се внимава и на чевлите, предпоставувам. Обувките се многу битни во здравиот начин на живење. Бидејќи пациентите со неугодни обувки имаат поголема можност да развијат отоци, да развијат жулјеви, да развијат болести на стопалото. И со тоа да го намали нивното движење. Угодните обувки му дават можност на пациентот, на луѓето да имат повеќе подвижност. Со тоа да зголемат активирањето на венската пумпа, а со тоа и да ги намалат отоците и проблемите што ги имаат со венското попуштање. Доктора, да ги вклучиме гледачите во емисијата. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, слободно јавете се на телефонскиот број што е испишан на екранот и ќе можете да добиете одговор на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што се говори, а тоа е проширените вени на нозете. Можеме да видиме разни реклами за креми и гелови кои што ветуваат излекување на овој проблем, значи сосема да се реши проблемот со проширените вени. Дали е тоа реалност? Последен голем маркетинг околу разни гелови, балзами,
креми за лекување на вените. Моје мислење е дека освен што ладат, освен што ја зголемуваат влажноста на кожата, кое е многу карактеристично кај пациентите со хронично венско попуштење, дека постои топли нозе и постои сува перутава кожа, овие креми тоа го намалуваат. Но овие креми не лечат. Овие креми ги намалуваат тегобите, симптоматологијата. Така да не сум голем поборник на користењето на креми за лекување на оваа болест, него подобро е пациенти да не се завлажуваат дека овие креми нешто им помагаат многу во животот, него да се упатат кај лекарот што може да им препорача можда некој друг пристап кон лекувањето на нивната болест, а не со креми. А дали кремот може да се нанесе на кожа на која што веќе настанала некаква промена, со перутење, например, доколку пациентот сакаје да проба? Да експериментира на таков начин? Постои и голема опасност ако овие креми се користат подолг период или се користат во стадиум на болеста, поготово во 5 и 6, кога постои отворена рана. Така да пациентот може да направи и компликација поради користењето на овие креми, од појава на екземи до појава на алергиски манифестации. Така да не сум поводник на долготрајно лекување со креми. Може тоа да биде инцидентно кога пациент има тегоби, али долготрајното лекување со креми често доаѓа до кожни промени кај пациентите со хронично венско попуштење. А би помогнале облоги со ладна вода, например? Ладни облоги? Не гледам разлика во користењето на облоги и користењето на креми. Во ствари, облогите ја намалуваат температурата на нозете, кој е главен симптом кај пациентите со хронично венско попуштење. Денес имам низа современи начини за решавање на проблемот со проширените вени и не склеротерапијата. Што е тоа склерозација? Склерозацијата е интервентна постапка при која во вената се става склерозантно средство кое ја уништува зидот на вената и така предизвикува јатроген тромбофлебит и ја затвора вената. Најчесто при оваа процедура користиме одреден процент на склерозантно средство во зависност од големината на вената. Овие процедури делуваат на лекувањето на хроничната венска болест, но со голем процент на враќање на тегобите и на рецидиви. Затоа, ова процедура не е оправдана до толку и не е препорачена од релевантните сдруженија на васкуларни хирурзи заради појавата на рецидивите. Значи повторување на проблемот. Повторување на проблемот. А што е со терапијата, односно со методата по која што се употребува медицински лепак? Медицинскиот лепак е иновативна процедура. Јас исто го користам медицинскиот лепак кај пациентите со хронично венско попуштање, бидејќи карактеристично за оваа процедура што не бара носење на еластични чорапи, нема потреба од ставање на тумесцентна анестезија и на пациентите после интервенцијата веднаш им овозможува да се движат. Поготово ова процедура ја препорачувам кај пациенти што не се погодни за лекување со термичките процедури, кои би ги стал сепак на неко прво место. Кај пациентите со попуштање на артерискиот систем, со намалена прокрвеност, кај пациенти што не смеат да примат таа тумесцентна анестезија, пациенти со преголема телесна тежина, постари пациенти, исто пациенти кои во никој случај не може да се подложат на хируршки зафат. Кај овие пациенти апсолутно препорачувам користењето на цијанокрилатот или тој медицински лепак за вени, бидејќи е одлична процедура во лекувањето на хроничното венско попуштање. И сега како се изидува? Влегувате во вената? Ставате лепак во неа? Како изгледа? Што се случува? Се исклучува потоа незината функција? Да, баш така. Во вената се влегува на типично место, каде што се влегува преку сите ендовенски процедури. По влегувањето во вената се имплантира, се вбризгува тој лепак. После вбризгувањето на лепакот, пациентот се сугерира веднаш да се движи. Така да ова процедура е кратка, брза и ефикасна. Веднаш по процедурата, лепакот за неколку секунди ствара полимер со крвта
што ја запушува вената и го намалува враќање на крвта што предизвикува болест и симптомите на хроничното венско попуштање. Трајно решение е ова? Лепакот се користи десетина години во светот. Така да трајноста на одредена процедура би требало да има подолг период за да можеме да кажеме дали тоа ќе биде трајно решение за проблемот. Добив знак дека имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма, јас ќе им се извинам што малку почека. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да го прашам докторот дали може да даде совет во врска со заштита на вените поради прием на хемотерапија. И дали сме пациент што оди на хемотерапија да се подложи на тој доплер за да се види дали се вените или артериите оштетени. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што можете да советувате кај пациенти кои што се изложени на хемотерапија? Тој е особено вулнерабилен дел од популацијата. И затоа препорачувам кај сите пациенти што има сомнение дека постои некој заболување на крвните садови, дали артериско или венско, да дојдат во амбулантата каде што постои ова колодоплерсонографија, за да се направи една верификација на нивното заболување и да се препорача најдобар третман за болеста. Така да мислам дека колодоплерот, бидејќи е ефикасна, ефтина, без компликации процедура, е особито битна за овие пациенти, бидејќи тие ги различни делеми кои постојат. Така. А доколку се јави некаков проблем со вените, има начин за решавање со оглед на терапијата што е примат? Мислам дека тоа најдобро ќе разговараме при посетата на пациентот на амбулантата. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. И јас сум од Кичево, сакам да го прашам докторот. Имам грчеви во нозете, во вените, имам проширена вена, опериран сум пред многу поодамно, пред 40 и која година. Немам болки редовни, но грчеви имам скоро секоја вечер. Па сакам на таа тема и сакам адреса да добијам од докторот како може да одам до кај него. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што советувате за грчевите кои што се јавуваат? Како што кажавме, грчевите може да бидат од артериско и венско потекло. Најдобро е пациентот да дојде во амбулантата каде што постои ова испитување, ова диагностика, каде ќе се расчисти дилемата дали се работи за артериско или венско заболување. Спомена дека имал направена претходна операција. После операцијата може повторно да обстојуваат грчеви? Да. Постојат два типа на проблеми по појава на тие рецидиви после интервенција, дали се оствари работи за рецидив како рецидив, кој е последица на поновно јавување на вените, или се работи за рекуренција на вените, во ствари за решени вени кои не се решени на прав начин. Така да вашиот лекар, флеболог, кој ќе ве прегледа, ќе утврди дали се работи за рецидив или рекуренција, што малце другачие се третира. Така да потребно е посета кај професионалист кој добро си ја познава својата работа и кој може на пациентите со повторна појава на варикозни вени после интервенција да им помогне на прав начин. При да го вклучиме следниот гледач, каде може само да ве најдат гледачите? Моите гледачи, мислам пациентите, потенцијалните пациенти, може да ме најдат во сите државни и приватни установи каде што ја обавувам својата диагностичка и хируршка пракса, така да слободно можат да свртат и изгуглат моето име на интернет и ќе најдат сите места каде што можат да посетат и да бидат мои пациенти. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Се исклучил гледачот или кој имаме? Ве слушаме одлично. Повелете, во програма сте. Добар ден. Би сакала да прашам за мојот син за проширени вени. Така? Ме интересира за радиофреквентна аблација. Колку е во ред и дали има рецидиви после таква интервенција? Така, ви благодарам за прашањето. Сега всушност си приоѓаме на следното радиофреквенција и лазер. Еве да започнеме со радиофреквентната аблација. Мислам дека ова прашање баш дојде како некако
една скалило како да преидеме на оствари на третманот на попуштените вени. Лепакот веќе го спомнавме. А сега ќе ги споменем и термичките процедури. Термичките процедури се единствени препорачани процедури според препораките на Европското здружение на васкуларни хирурзи. Со препорака 1А, што е врвна препорака за третман на одредена болест. Што прават термичките процедури? Со внесување на катетер што креира температура, го горат зидот на вената, а со тоа и го затвараат. Термичките процедури се најефикасни во лекувањето на овие заболувања, бидејќи гарантираат едно задоволително запушување на вената и спречување на рецидиви. Имаат одредени лимитации. Нивните лимитации се во однос на големината на вената. Добро. Така да со самата интервенција лекарот со таа тумесцентна анестезија сака да го намали обемот на вената за да може таа процедура да се направи подобро. Али тоа е веќе начинот на работа на хирургот која работи оваа процедура. Радиофреквентната аблација е во употреба од не 2005 година. Веќе стара процедура, али одлична процедура во лекувањето на овие заболувања. Радиофреквентната аблација ја изведувам во државната установа Свети Наум Охридски, каде работам, во старата градска болница и таа работиме под фондовски цени. Така да со огромен број на пациенти и операции направени до сега. Исто така, таа процедура ја работам и во клиниката Жан Митрев, каде што исто се изведува во одлични услови и со задоволни пациенти. Мада мора да признам, радиофреквентната аблација веќе е постара процедура која со текот на времето ќе добие своји замени. Тука, како еден превод, би сакал да го посочам ласерската аблација. Ендовенската ласерска аблација е посовремена метода, нормално и поскапа метода, која овозможува да задоволително горење на зидот на вената со помало количество на анестезија потребно за самата изведување на самата процедура. Ова процедура овозможува веднаш после неја да се движи пациентот. Овозможува да има помалце тегоби после интервенцијата, помалце болка, помалце оток, помалце црвенило, бидејќи температурата која развива е ограничена на зидот на крвниот сад. Така да моја среќа што еве во Македонија дојде се овозможи да се набави ова ласерот Биолитек Леонардо 1940 во поликлиниката Витаес, каде го работам веќе оваа процедура со доста број на задоволни пациенти, а и моје задоволство бидејќи работам стварно со врвен апарат. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден за уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Поздрав. Поздрав до докторот. Ви благодарам. Мислам дека ќе треба да го намалите тонот на телевизорот. Штом немаме нормална комуникација. Јас сум пациент. Дали ќе може да го намалите тонот на телевизорот? Јас сум пациент на диализа. Добра. И би сакал докторот да го прашам, фистула имам од левото рамо долу, а од лактот до прстите имам вени утечени и по некој пат што добивам температура. Пуштите. И би сакал докторот да ми каже каде да се јавам и каде да се обратам за преглед за овој проблем што го имате. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор, што би можеле да советувате во овој случај? Малку покомплексна ситуација. Да. Се работи за сосема различита појава на попуштени вени кај пациенти кои веќе е направена фистула, кај кои нормално доаѓа до попуштање на венскиот зид, што постои таа комуникација меѓу артериите и вените, попричне што е потребен влезен простор да се направи таа диализа.
Овие пациенти не се индикација за лекување во кабинетот за флебологија, туку кај лекари кои се занимаваат со овие венски пристапи за пациенти на диализа, така да пациентот што се јави, најдобро да се обрати во установа каде што се работи овие процедури, овие венски пристапи кај пациенти на диализа и они најдобро ќе дадат совети што да се прави, дали таа фистула треба да се затвори, дали треба да се отвори, направи нова фистула. Малце е покомплексна приказната, за да може така баш денес да го решиме во емисијата, али најдобро да се обрати кај лекар што ја работи оваа проблематика. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до вас и поздрав до докторот. Благодарам. Прекрасен доктор со големо срце кој што сака на многу луѓе да помогне. Така е. Така е, се сложувам со тоа. Би сакала докторот да го прашам вака. Значи, јас користев предходно синдром, сега сум на Ксарелто 10 милиграми. Терапијата ми е дадена поради тоа што ние имам проширени вени и неколку тромбофлебити досега добиено. Би сакала да го прашам докторот дали постои решение за мојата вена сафена која што е проширена, бидејќи се уште сум на терапија со Ксарелто 10 милиграми, дали постои некаков третман, нешто што може да се интервенира за да таа вена, како што кажува докторот досега што го слушав, се отстрани за да можам нормално да функционирам. Така, да ви се врати квалитетот на животот. Така, инаку секој утро облекувам компресивни колохопките цел 2, навечер на спиење ги соблекувам. Така. Дали постои некакво решение или било што за да можам нормално да функционирам. Да функционирате. Докторе, да имате некој само подпрашање? Инаку сакам да кажам дека имам и генетски мутации на фактор 5 Лајден, па и значи тоа ми е наследено од еден родител. Дали е возможна некаква интервенција? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувате? Интересен случај, мислам во секако. Се може да се реши. Така да пациентката да не се разочарува, да дојде во амбулантата каде што јас ординирам и по гледањето на резултатите и направениот преглед, во секој случај ќе најдеме начин за третирање на ова неизино заболување, дали тоа ќе биде со лазерска аблација, дали ќе биде со РФА или ќе биде со лепак, со цијанокрилат. Тоа ќе одлучиме при самата посета, кога ќе видиме за каков пациент се работи, али во секој случај за секоја болест постои решение. А докторе, што е со оние вени каде што имаат чворови, нели пропуштени вени, еден чвор од вени? Дали тука може да помогнат современите методи за решавање на проблемот или пак се пристапува кон класична хирургија? Моја тенденција е за неколку години да дојдеме до ситуација на zero stripping, значи да не постојат оние хируршки процедури каде што вената се чупа, се вади и сите процедури што се изведуваат да бидат со овој ендовенски пристапи. Дали тоа ќе биде, тоа зависи исто така и од самите пациенти колку редовно ја посетуваат амбулантата на флебологот. Тие чворови е многу битно да се каже дека со текот на времето овозможуваат развивање на една компликација на венските заболувања, појава на тромбофлебит. Појавата на тромбофлебит веќе го комплицира лекувањето на овие пациенти, така да, како што кажавте, кај овие пациенти може да ќе биде неопходна хируршка процедура со непопуларното сечење, а нема да биде овозможена ова полесна процедура како што е ендовенската со ласерот, со лепакот или со РФА-от. Така. Дали имаме уште еден гледач во продолжение на денешната емисија? Не, се исклучил. Добро. Продолжуваме, докторе, понатаму. Меѓу народот постои убедување дека само во одреден период од годината може да се направат вакви интервенции. Обично го избегнуваат летото. Велат во лето не се прави интервенција. Сега го надминавме тој период од годината, есен кон зима. Дали има вистина во тоа? Мислам дека тоа е повеќе зборуваме за периодот кога работевме тој хируршки методи кој што е стрипингот, бидејќи пациентите после стрипинг мора да носат 3 до 4 недели еластични компресивни чорапи, што на рукината во Скопје од 40 степени беше тешко да се носи, али во денес, пошто веќе имаме во секоја куќа имаме клима уред,
Веќе процедурите, ендовенските процедури возможуваат веднаш после недела дена да пациентот нема потреба да носи еластични компресивни чорапи, тоа веќе отпаѓа. Што е и доказ, цело лето работиме попуштени вени, па никој не се пожалил. Новите процедури, поготово тука сакам да го споменам лепакот, цијанокрилатот, овозможуваат на лекување на оваа болест без носење на еластични компресивни чорапи. Така да може да се подложат на таква процедура да не носат воопште еластични компресивни чорапи кај пациенти кои се селектирани за цијанокрилат. Значи не секој може да добие третман со медицински лепак. Апсолутно. Не може некој да прочита на интернет и да рече доктор, јас се сакам оваа постапка, сметам дека ова најдобро за Може, мене. али ако е препорачливо. Мислам, на пациентот секогаш треба да се каже кои се позитивните и негативните страни од одредена процедура. Моје мислење дека секој пациент има своја процедура. Дека не е добро за хирургот да знае само една процедура и да каже дека таа процедура е одлична и најдобра за сите пациенти. Секој пациент има процедура која е најдобра за него. Дали се работи за ласерот, дали се работи за радиофреквентната аблација, дали се работи за хируршката процедура или се работи за лепак. Секој пациент има своја процедура. Кај некои пациенти може да е доволна и самата склерозација. Така да пациентите најдобро да дојдат кај докторот и да се види која процедура е најдобра за нив. По изведената интервенција, на што треба да внимаваат пациентите? За да не им се повтори проблемот. Грижата за своето тело е битна и пред, и за време, и за после интервенцијата. Зголемувањето на телесната тежина е еден од најголемите проблеми кои доведува до појава на рецидиви. Клучен фактор е тоа. Клучен фактор. Нормална телесна тежина, Нормална регулација. телесна тежина. Физичката активност, вежбањето на задната пумна, ножната пумпа на ноците помага во намалување на притисокот во вените. И со тоа намалува можност да се појават рецидиви. Така кај сите пациенти им советуваме да продолжат со физичка активност постоперативниот зафат. Носењето на еластични компресивни чорапи. А и понатаму остануваат е исто така доста битно. Поготово кај пациенти кои имаат предиспозиција за појава, кои имаат слабост на венскиот зид. Кај нив може да дојде до попуштање на друга вена, не на таа што ве атакирана при првиот акт. Така да пациентите ако имаат работа при која цело време стојат или седат, добро е да носат превентивно еластични компресивни чорапи да не дојде попуштање на некоја друга вена. Внесот на течности важен кога станува збор за венскиот систем? Нормалната хидратација на организмот е многу битна за благосостојбата, за нормалното функционирање на телото. Така да хидратацијата е битна како тој циркулација ќе се движи. Мислам дека не е толку битно за зголемување на притисокот во вените, бидејќи самиот организам е доволно паметен и способен да го избегне тоа, али примањето на вишок на течности со солената исхрана е штетно за вените во секој случај. Моето последно прашање од денешната тема амбуланта, што би им препорачале на оние што се плашат од интервенциите, што се двоумат дали да направат нешто, постојано имаат отоци, тежина во нозето, но ете, некако тешко им е да го направат следниот чекор кон решавањето на проблемот. Се плашат и од анестезија, од интервенција, од операција, од се. Овие нови процедури што ги споменав, не се нови, мислам во светски рамки се више и стари процедури, али сега ги изведуваме и во Македонија. Процедурите не барат анестезија, посебно таа општа анестезија, не барат спинална анестезија. Се работат во локална анестезија. Пациентите веднаш после интервенцијата се движат. За недела дена се враќаат на секојдневните најчесто активности. Мислам дека не е оправдано кога пациентите се плашат. Оправдано да се плашат, но мислам дека нема потреба. Треба да дојдат и да ја најдеме нивната процедура која најповеќе одговара за нивните вени. А постојат ќе го решиме проблемот и ќе видат дека ќе бидат благодарни затоа што нивниот проблем е решен. Така да препорачувам да дојдат во амбулантата, каде што се работи венска хирургија и да се најде правиот начин за нивната болест. Дали ќе биде ласер, дали ќе биде лепак, дали ќе биде радиофреквентна аблација, зависи од самиот пациент.
а заедно ќе го најдеме правилниот начин на лекување. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите совети кои што ги дадовте, а се поврзани со оваа сложен проблем кој што е чест. Апсолутно. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам што бевте заедно со нас и денеска. Ви посакувам пријатете.